Ако сакаш на вистина да јадеш бурек, Worldwide Bakery бурек. Почитувани гледачи, добро вечер, добродојавте во уште едно издание на Јади бурек на наша ТВ. Како што претходно беше најавено, вечерва гостин во емисијата е премиерот на Република Македонија Никола Груевски. Господине Груевски, добро вечер, добродојавте. Добро вечер, добро ве нашо и поздрав до гледачите. Благодарам. Имаме многу теми, многу разговори, но имаме и доволно простор кој ќе можеме да ги образложиме. За самиот почеток, вие само што се се вративте од, да речеме, една мала мини европска турнеја токму пред овие случувања кои се случија во Брисел. Малку пошироко околу тоа што ние ги следевме вашите дипломатски активности и од прва рака што се случуваше во Брисел. Точно имавме многу активности во овој период на меѓународен план. Заедно со министерот за надворешни работи и со заменик претседателот на владата Наумовски за европски прашања, практично во последните неколку месеци поминавме над 2/3 од државите во Европската унија со цел лобирање. Тоа беше наша обврска, но секи ги овие функции ние имаме обврска тоа да го направиме. Така што бев често осуден и добро што го правиме тоа, затоа што голем дел од тие држави каде што посетивме, најголемиот дел практично дадоа поддршка. Но за жал Грција си го направи своето, она што го најави преходно и што го повторуваше секој ден практично или претседателот или министерот за надворешни работи или некој друг од нивната влада. И тоа е тоа. Значи ние се обидувавме и со нив директно и во директни разговори и преку медијаторот Нимиц, преку преговарачите. Значи работевме на два фронта практично. Еден разговорите со Грција и второ лобирањето. Тоа беше таа активност. Инаку ме прашавте за Брисел. Во Брисел се случи на 7 декември, практично вечерта имаше долга дискусија за Македонија. Присуствувавте на таа дискусија? Не присуствував, само земјите членки. Само земјите членки. Но имаме информација многу луѓе, затоа што многу од присутните таму беа наши подржувачи и бевме на линија со нив практично цело време, ни кажува што се случува, кон што оди работата, да речеме на секој десетина минути имавме по некоја информација за тоа што се случува во последниот период. Она што е карактеристично е дека Карл Билт направи максимум што можеше да направи. Тој беше, председавач на седницата, шведскиот министер за надворешни работи. Најголема борба направи тој заедно со Оли Рен, кој што ја даде препораката преку комисијата за започнување на преговори. Огромен дел од државите дадоа поддршка, но Грција остана тврда, како што најавуваше по однос на тоа дека таа не може да гласа за отворање на преговори со Република Македонија за полноправно членство, додека не се реши прашањето. Практично во текот на вечерта имаше околу 1 час, можеби повеќе дискусија, па дојде до пауза, бидејќи не може да се договорат, па се договараа на паузата, па потоа решија да не продолжат вечерта, да продолжат утрото, па вечерта ги пегува ставовите. И на крајот тоа е тоа. Европската унија не сакаше да се соочи со ситуација да има класично вето. Она согласење. Кој е за, тие се за, кој е против и класично вето, тоа е и за нив малку непријатна ситуација. Сакате да ми кажете дека они кога намирисаа дека Грција ќе биде тврдоглава во својот став да стави вето, почнаа да попуштаат. Значи со обзир дека Грција веќе долго време најавуваше дека нема да дозволи датум, тие практично се бореа барем датум за датум, во смисла дека Унијата се обврзува дека во месец март на следниот самит ќе го даде датумот. Добро. Тука Грција застана категорично против. И во тој поглед практично немаше можност за се направи нешто и полека почнаа да убожуваат, да попуштаат и на крај се дојде до оваа формулација која што вели покрај тоа што го поздравуваат нашиот прогрес што сме го направиле, реформите и така натаму, се вели дека Советот нотира дека Република Македонија има прогрес и дека има препорака од Европската комисија, тоа е условно кажано од владата, за почеток на преговорите, за одредување датум за почеток на преговорите. И на ова прашање ќе се наврати во следното председателство. Следното председателство од 1 јануари до 30 јуни. И тоа значи во наредните 6 месеци ќе се наврати на ова прашање. И тоа
Дури на крајот Грција успеа да го одбегне изборот датум. Имаше една меѓу варијанта во која што се велеше ќе се наврати за да разговара за датум во следното председателство. На крај и тоа успеа да ги притиснат да го тргнат, бидејќи им кажа ако не го тргнат дека ќе гласаат против. Значи, и ќе ги обрукаат на некој може да заклучиме дека на грците не им одговара ни датум кога да почне... Грција сака да има силна позиција во однос на преговорите и во однос на идните разговори, што ќе ги имаме. Сака да ние да сме притиснати до зид, што е нормално. Тие се внатре и имаат таа... Зашто им одговара одложување на целава работа? Имавме впечаток дека кога Папандреу дојде на власт, како една атмосфера се случи овде, кај медиумите така го презентира, дека многу конструктивно ќе настапат, после еден месец, 2 месеца, разбравме дека многу не попуштаат во ставовите. Но, барем почувствувавме дека имаат желба да ги забрзаат процесот на преговорите и преговорите да завршат. Од ова што ни го кажувате, добивам впечаток дека нив не им одговара сега некоја временска рамка, што им дава можност тоа да го одложат за повеќе од што, не знам, Европа би им препорачала или нам би ни одговарала и така натаму. Чувака, Јанко, разликата помеѓу барем до овој период, од октомври до декември, помеѓу оваа влада и претходната, или помеѓу овој премиер и претходниот премиер е само во формата. Претходниот премиер не сакаше се сретне со нас, не сакаше да разговара. Така. А вие се сретнавте со... Избегнуваше таму во ИПП кога ќе се видевме, па ќе смени улица, што вика. Така, избегнуваше средби, не сакаше никакви контакти, освен во еден-два наврати кога еднаш кој беше се сретнавме со Бакојани, тоа беше се. И тоа беше под меѓународен притисок нивни и така натаму. Новиот премиер има нова тактика. Средби колку што треба и каде што треба. Сликања, ракувања, изјави, дискусии, но суштината, значи формата е различна. И тоа тотално различна. Суштината е иста, дури и полоша. Значи седнуваме, тука има љубезност, има коректност, има насмевка, има се што треба. Како форма. Како бланда, како. Но како суштина, како содржина, е идентично, ако не и повеќе од, полошо од тоа. Нивната позиција беше, се наговести во Њујорк, кога некаде во ноември, нивниот преговарач, најпрви едно месец и половина тие одбегнуваа преговарачите да се сретнат. И се вадеа на тоа дека уште им е рано, само што се составува владата, им треба повеќе време за да се консолидираат и да заземат ставови, позиции. Дури се шпекулираше дека може би некој друг преговарач ќе биде или пак ќе остане истиот, што е за нас ирелевантно. И не даваа сигнал до Нимиц дека ќе преговараат. Тој во повеќе наврати се обидуваше, им се јавуваше на нив, се јавуваше кај Јолевски. Јолевски во секој момент повикаше дека е подготвен во секој момент за разговори, но другата страна го одбегнуваше. Во еден момент тој излезе со изјава со која што јавно ги повика и ги стави во една непријатна ситуација. Сега веќе мораат да одговорат. Од она што го знам, првиот нивни одговор беше не. Но по неколку дена, од некои други причини, тие се јави одговори и рекоа добро, ќе дојдеме на разговори и дојдоа. Во закажаното време имаше одделно средба. Збориме во Обединетите нации. Во Обединетите нации, средба прво на Немиц со Василакис, а потоа утредента со Зоран Јолевски. Она што Зоран Јолевски ми го пренесе дека Немиц беше доста разочаран од нивниот настап, затоа што практично тоа е услови со кои што Немиц однапред знае дека не може да се дојде до решение. Значи тие поставија барање да се земјата да се преименува и новото име да се користи целосно и внатре и надвор. Значи и за надворешна употреба, билатерална, мултилатерална, било каква, и внатре во земјата. Тоа значи да се смени уставот и комплетно се што дојде, никаде веќе да не